Добро вечер на сите присутни. Долг е патот од седиштето до сцената, исто така како што е долг патот до успехот. Оваа порака не можеме да ја имаме како парола за еден ТВ, поради тоа што еден ТВ за една година постигна сериозен успех. За тоа сме заслужни сите ние кои што работиме во еден ТВ, сите ние кои што се трудиме еден ТВ да биде различна, да биде поинаква, да внесе свежина во сечи дом. Еден ТВ не е обична телевизија и не се трудиме да биде обична телевизија. Еден ТВ е магија, како што можевме и да слушнеме. Она што ми е многу драго е тоа што многумина го препознаа квалитетот на еден ТВ. На оваа свечена церемонија нема да зборувам за оние другите. Зборувам за оние кои што ја препознаа креативноста, желбата, трудот, инвентивноста и различноста на еден ТВ. Она што сакам да го споменам е дека кога го бирав тимот за еден ТВ, размислував на луѓе кои што знаат што е телевизија. Затоа со огромно задоволство сакам да ги поздравам сите уредници, сите новинари, сите други чинители во телевизијата, а особено човекот кој што е столб на таа телевизија. Тој е мудар и е човек кој што навистина не случајно со години бил главен и одговорен уредник на многу значајни телевизии во оваа земја. Благодарам, Ацо Кабранов, од се срце. Својот говор не го започнав стандардно поради тоа што и самиот не сум стандарден. Благодарам на сите вас кои што сте присутни вечерва во салата, сите припадници на политичките страни, на општествено важни личности и сите вие кои што сте овдека во Македонската филхармонија. Еден ТВ секојдневно се снаоѓа со секакви проблеми, што тековни, што случајни. Но еден ТВ нема проблем, поради тоа што еден ТВ има стратегија и еден ТВ има стратешка цел. Затоа сите проблеми кои што ни доаѓаат, ни се наметнуваат и ни ги наметнуваат, ние не ги сметаме за проблеми. Нашата стратегија и стратешката цел на еден ТВ е дека не случајно го носиме бројот 1. Тоа значи дека навистина ќе бидеме телевизија број 1. Кога ја подготвувавме оваа церемонија, размислував за што поспектакуларен настан, поради тоа што ретки се настаните од овој тип во Македонија и се надевам дека се чувствувате добро и дека успеавме во тоа. Следејќи пример дека на вакви церемонии обично има огномет, првата моја идеја беше секако ние мораме да имаме огномет. Одлучивме дека ќе немаме огномет. Јас ќе ја замолам девојката која што ќе ме молам. Ние одлучивме дека наместо огномет, ви благодарам, ќе имаме друг тип на донација. Огнометот кој што вечерва требаше да се случи по повод оваа телевизија ќе чинеше околу 5.000 евра во денарска противредност. На телевизијата 24 на нашата конкуренција, денеска прочитав,
една вест во која што велат за младо девојче по име Васвија и апелираат за помош. Ние одлучивме наместо огномет овие средства да ги дадеме на малата Васвија која што боледува од редок тумор. Јас ќе ви го предадам чекот, еве јасно повелете вие, на семејството на Васвија од 1ТВ. Ќе ги бидат уплатени овие средства и ќе посакаме сите од оваа сала побрзо да оздрави и да е жива и здрава, поради тоа што е многу малечка. И за самиот крај на мојот говор, денеска е почеток на политичката кампања за избор на новиот председател на Република Северна Македонија. 1ТВ ќе се обврзе да ги следи изборите и да го следи процесот, поради тоа што тој е патот по кој што треба да оди Република Македонија. Нашите уредници ќе се трудат да известуваат објективно, иако 1ТВ денеска е обесправен, нема да искористам и да злоупотребам оваа церемонија, само ќе порачам дека треба пред законот да бидеме сите исти. За тоа се заложувавме. И за самиот крај. Овој 1 април за мене не е почеток на политичката кампања, за мене е прославата на роденденот на 1ТВ. Ви благодарам.